Ако твојот син Луќијан одлучи да стане рапер кога ќе порасне, дали ќе го поддржиш или ќе му забраниш да се бави со музика? 100% ќе го поддржам. Која песна те направи популарен и што ти паѓа прво на памет кога ќе ја слушнеш денес? Рутина и дека на снимање на спотот ми снема акумулатор колата. Твојата следна песна треба да ја посветиш на ќерката. Ај сега смисли го првиот стих од песната како би гласал? Сега чекам се. Кога животот е бутка и би требало да деновите да здивнат, јас ќе бидам тука пози тебе за да те дигнам. Не знам. Па добро. Ако утре се разбудиш со женски глас, што би направил? Би пеел пак вајде. Не знам. Што би му порачал денес на 16 годишниот Таско? Дека да не се откажува е малце клише муабет, ама да би му посакал, би му кажал да не се откажува и да верува во тоа што го прави, затоа што ќе го оствари. Раскажи ми некој момент кога си се посрамотил, ама денес ти е смешен. Прво нешто што ми текнува е дека мислев дека маицата од пижамите кога дете ми е маица за носење и си отидов со неја во школа и после тоа сватив дека е пижама и така можеби да ми беше малце срамота поради тоа. Која е најлудата идеја што си сакал да ја реализираш во животот, ама никогаш не успеа во тоа? Да скокнам со подобран. Кој е најлудото нешто што би го направил за љубов? Нема граница. Дел од телото што најмногу си го мразиш и зошто? Нозете, пошто ми се генерално послаби од горниот дел, ама затоа 2 пати ги вежбам сега у неделата, така да ќе биде боле. Колку пати си загорел јадење? Многу. Која е твојата навика што никој не ја знае, освен можеби сопругата? Кога би издвоил една навика, ајде нека биде тоа дека, не знам, по една минута седам со главата у ладна вода од сабајле. Што би направил ако твојот двојник од паралелен универзум ти дојде на гости? Зависи во кое стање ќе дојде. Затоа што мојот двојник од паралелен универзум може да е во некое друго стање, така да во зависност од тоа во каква состојба ќе дојде, ама сигурно би го седнал да играме една партија FIFA.